По 3-деценијска пауза во градот на мостовите Струга лани се организираше првото издание на трката на поезијата. Годинава неделата уште 3 дена од второто издание на овој спортско-забавен настан наменет за сите љубители на атлетиката, а истиот е во организација на Сдруженијето Спортски мостови од Струга. Организаторот веќе најави дека околу 1000 активни и рекреативни љубители на трчањето од Македонија и целиот регион веќе се пријавени за учество, а што точно ги очекува внедела и кои новини ги носи второто издание на оваа меѓународна спортска манифестација, утринава дознаваме од Михајло Ристовски, еден од организаторите на настанот, инаку поранешен пливач, олимпиец и секако дел од Сдруженијето Спортски мостови од Струга. Го имаме во живо на Скајп, доколку се слушаме. Михајло, добро утро и добро не дојдовте во утринската програма на МТВ. Добро утро, прво да прашам дали се слушаме. Одлично се слушаме и се гледаме. Моето прво прашање до вас е како е утринава во Струга? Утринава во Струга е многу сончево и се надевам дека ова време и ова позитивна енергија која што владее во Струга ќе не послужи во наредните 3 дена. Одлично. Сдруженијето Спортски мостови од Струга минатата година, споменав за прв пат по 30 години, организираше атлетска трка во градот Струга. Како дојдовте до идеја да го организирате овој настан на задоволство на сите љубители на атлетиката? Па вака, идејата за трка во Струга е, како што кажа, од многу одамна, дури пред 30 години се одржувала некоја трка, па одредена пауза. Идејата трае од 2-3 години пред ланската трка. Со колега еден направивме план, проект што да направиме нешто добро за градот. Колегата Маријан, кој што е учесник на овие атлетски трки кои што се одржуваат во низ Македонија. Ајде да направиме нешто добро за градот, што би било тоа да организираме една атлетска трка. Супер, викам, идејата е. Меѓутоа, лошо е што идејата ја започнавме после во пандемија. И знаете како беше почетокот. Мораше големи правила, беа тоа рестрикции едно друго. Меѓутоа со еден ветар во грб кој што го добивме од нашите комши од Охрид трчат, сакам да ги поздравам, се решивме да почнеме еден проект кој што ќе биде атлетска трка во Струга. Основавме здружение, формиравме здружение од 8 луѓе, 8 колеги кои што и ден денеска сме истите. И ова здружение после се регистриравме, дојдовме до така на првите состаноци кои трки да ги правиме и се решивме да Струга биде позната по атлетска трка на 5 и 10 километри. Под мотото трчаме, рецитираме. Лани во Струга се одржа, споменавме, првото издание, односно првата трка на поезијата, на која што учествуваа 620 надпреварувачи на 5 и на 10 километри. Што да очекуваат сите атлетичари, како рекреативни, така и професионални, од второто издание на трката? Какви новини ќе има на годинашното издание? Па пред се, ние како добри домаќини сакаме да им пружиме на сите учесници кои што ќе бидат дел од овој настан една добра забава. Патеката е одлична. Се надевам дека и времето ќе не послужи. Им посакуваме на сите учесници да си ги оборат ланските рекорди кои што си ги поставија на првото издание. А ние секако како добри домаќини во овие 3 дена ќе ги угостиме сите и како што кажав да им пружиме една добра забава. И сега, кога веќе ја споменавте патеката, би сакал малку по-конкретно да откриеме за нашите гледачи која е предвидената патека по која што ќе се одвива трката на поезијата и со какви карактеристики располага истата за оние кои што се поупатени во атлетиката? Патеката од атлетски карактер гледано е со елевација висинска 0 метри, што значи дека се трча по една патека која што е рамна, нема успони и падови. Започнува од Чаршискиот мост, точно на средината, одма се тргнува десно по кеот на реката Црни Дрим, до кај хотелот Дрим. Од хотелот Дрим по улицата Партизанска се оди до покрај самото Охридско крајбрежје до пред хотелот Евротел, каде што имаме завртна точка од 180 степени, па по истата патека се враќаат назад
до кружниот тек кај улицата Маркс Енгелс, се оди по улицата Маркс Енгелс до кај полицијата. Од кај полицијата се врти према судот, покрај општина Струга и се завршува на самиот мост. Еден круг кој што ќе трчаат на требувачите 5 км, а тие што ќе се пријавени што ќе трчаат на 10, треба да истрчаат 2 круга. Споменавте годинава имаме и рекреативна, но и надпреварувачка трка, онаа на 5 и онаа на 10 километри, но новина е што годинава воведуваат и трета трка. Зашто точно станува збор? Точно така. При самото основање на друштвото имавме план да бидат опфатени и најмладите. Меѓутоа, како што кажав, лани со големиот број рестрикции кои што ги имавме од страна на државата, што е и нормално во една тешка година, не го успеавме тоа. Меѓутоа, годинава ја правиме и детската трка, каде што учество ќе земат дечиња од 7 до 13 години. Детската трка ќе биде во должина од 1 километар и исто така тргнува од мостот на поезијата, се оди до кај полицијата, до кај кружниот тек и по истата патека се враќаат назад. Една техничка информација за сите оние што не следат во моментов, кои се условите за пријавување на самата трка, каков е интересот досега, ако според податоците кои што досега вие ги објавивте како организатори на настанот, се чини дека ќе има двојно повеќе учесници споредено со минатогодишното прво издание? За жал, прво вака да кажам дека пријавите се веќе затворени од пред известно време, бидејќи како организатори си треба одредени припреми околу тоа. Сите кои има желба да се пријават и кои се пријавија, тоа го правеа на нашиот вебсайт, каде што директно си се пријавуваа со своите лични податоци. Годинава имаме учесници бројка од над 1000 кои што ќе учествуваат во двете трки 5 и 10 километри. И како што кажав, имаме 120 дечиња. Значи, за разлика од лани, каде што бројката беше 630, годинава веќе сме скоро дупло, што покажува дека интересот е голем и дека лани баш бевме онака добри домаќини, дека сите кои што трчаа лани ни дојде и годинава и нормално можеби некој си понесол плюс уште еден. Да, и тоа значи дека добро сте се покажале како домаќини, што ми интересот веќе за второто издание навистина е речиси двојно поголем од претходното. Да споменеме и дека на годинашната атлетска трка покрај оние рекреативни атлетичари секако ќе има учество, ќе земат и најпознатите македонски професионални атлетичари. Може ли да споменеме во оваа прилика некој од нив? Па вака, мислам дека ни доаѓа буквално тој крем во македонската атлетика кој што е познат по овие атлетски трки. Со гордост можам да кажам дека своето учество го потврди и Дарио Ивановски. Знаеме сите кој е Дарио Ивановски, балканскиот шампион. На наше големо задоволство доаѓа. Потоа ги имаме Атана Санчевски, Димитар Петровски, Милјана Ристич, Сашо Даневски, Весна Кираџиева, Александар Кираџиев, Билјана Кираџиева, Игор Јакимовски, Валентина Узунова. Овие се сите учесници атлетичари, меѓутоа трката е исто интересна и за триатлонците. И со гордост исто можам да кажам дека го имаме тука стружанецот Димитар Јовановски, шампион во триатлон. Сите го знаеме. Тука ни доаѓа исто и сениорскиот шампион во триатлон Игор Димовски, така да оваа трка е позната и се надеваме дека и уште повеќе ќе биде позната. Годинава е збогатена баш со овие имиња. Така, за истакнување и регионалниот, па би рекол и меѓународен карактер на самата трка, која што полека но сигурно го добива. Од кои земји имате најавено учество на учесници годинава и станува ли Струга нова атрактивна дестинација токму на регионалната атлетска мапа? Бројката ја кажа, повеќе од 1000 луѓе, најмногу ги имаме тука од Македонија, имаме од соседните земји, од Албанија, од Косово, од Србија, имаме од Босна, имаме дури пријавени атлетичари од Холандија, од Италија, од Германија, имаме од Норвешка. Со самиот факт дека организираме нешто добро, градот Струга е познат исто како туристички град.
ние допридонесуваме што е можно повеќе да биде Струга позната на една светска туристичка мапа и се надеваме дека оваа трка ќе биде исто така една од причините за како да кажам за луѓето да дојдат да е покрај оние убавини кои што ги пружа Струга и Струшкот, да дојдат да ја видат Струга посебно за Струга е секако еден од нашите најпознати туристички центри, но секако Струга е позната и по тоа што е град на поезијата. Во оваа прилика би сакал да ве прашам каде го најдовте спојот помеѓу поезијата и атлетиката? Како ги врзавте овие два концепти? Па вака се, кога го основавме друштвото, требаше да се даде име за самата трка. Струга е позната по неколку работи. Тука ни е реката Црни Дрим, тука ни е јагулата и тука ни е поезијата, бидејќи Струга е нели Струшките вечери на поезијата. Сега многу спортски клубови го носат баш името Црни Дрим. Јагулата не е баш онака позната околу атлетските трки и ни остана да најдеме некој спој помеѓу поезијата и трката. Затоа кажавме, освен што ево ги имаме Струшките вечери на поезијата, атлетичарите ќе треба нормално додека трчаат и да припремат некоја поезија, шала на страна малу, и баш поради овие причини го дадовме името трка на поезијата. Да, и на трка на поезијата не може да помине всушност без поезија, како што споменавте и вие. Имено на ден пред трката, односно в сабота, предвидено е да се прогласат и најдобрите творби, и тоа во рамки на поетскиот конкурс кој што го распишавте предходно е на тема Мојата трка. Што точно е предвидено во тој дел, да ги запознаеме малку повеќе нашите гледачи? Точно така. Исто како и лани, и оваа година имаме поетски конкурс на тема Мојата трка, којто е веќе завршен. Поетскиот конкурс го водат три личности кои што се професионално поврзани со творештво и со поезија. До сега се пријавени повеќе од 35 творби. И дента пред трката во сабота во 14 часот имаме закажано пресконференција во комплексот Sky Dream во Струга. И баш на оваа пресконференција, од која ќе заврши пресконференцијата која што е наменета за спортскиот дел, ќе биде прогласен победникот на овогодишниот конкурс, како што кажав, темата е Мојата трка. Кога сме веќе кај наградите, годинава ќе има и награден фонд, и тоа за најдобрите учесници во трката, и во машка и во женска конкуренција. Што точно би се случувало во овој дел од настанот? Со оглед дека станува збор за две трки, на 5 и на 10, повеќе целиме кон трката од 10 км, која што е од надпреварувачки карактер. За сите победници ќе има награден фонд, за првите петопласирани ќе има и парични награди. Исто така да кажам дека оваа година за оборување на рекордот кој што беше постигнат од минатата година, кој што го држи Ранчич, имаме и награден фонд од 100 евра, исто така и во женска конкуренција, рекордот го држи Билјана Кираџиева. Доколку овие рекорди се оборат, ние како организатори на тој што ќе го обори му даваме парична награда од 100 евра. И сега една интересна информација за сите оние што не следат. Кои се поброени на трката, барем според искуството од минатата година, мажите или жените? Мажите се во секој случај, но изненадува фактот дека голем број на жени исто така се учесници. Веќе ова како да кажем, аматерското бавење со атлетика прераснува во некој моден тренд кај нас и се повеќе и повеќе учесници се пријавуваат по трките, не само кај нас, него ова е веќе во комуникација и со колегите од Охрид, со колегите од Скопје, од Битола, така да мислам дека и днината во Македонија ќе биде во организација на едни вакви трки, каде што ние како добри домаќини пружаме секакво задоволство за сите учесници.
А како добри домаќини, секако сите ние треба да работиме на збогатување на туристичката понуда на нашата земја. На кој начин оваа меѓународна спортска манифестација придонесува кон збогатување на туристичката понуда на Струга и има ли надпреварувачи кои што за прв пат доаѓаат во градот? Ова прашање ќе ви го одговорам како јас лани ја видов ситуацијата во Струга во тие 2-3 дена кога организиравме. Струга едноставно беше преполна. Ние имавме 620-630 учесници. Замислете се, секој од нив да си донесе плюс уште еден човек, тоа се околу 1200 луѓе. 1200 луѓе сместени во Струга. Туристичките капацитети беа пополнати и нормално секако и угостителите задоволни, бидејќи кој дојде минимално што ќе направи, ќе испие едно кафе некаде, сигурно можеби и ручек и вечера. За оваа година тие што се сместувачките капацитети се пополнати уште од пред неколку дена, така да ретко може да се најде слободен смештај сега за престојниот викенд. Тоа значи дека самата манифестација придонесува баш за како да кажам, за една добра увертира во една туристичка сезона по која што сме познати. Да, секако големата посетеност на оваа манифестација најавува и добра туристичка сезона. Сосема накусно на крајот на нашиот денешен разговор, кои се вашите очекувања од второто издание на трката на поезијата во Струга? Очекувања, кажав, да ги угостиме сите кои што ќе дојдат најдобро што можеме, да организираме една трка која што ќе биде подобра од лани. Лани сите критики кои што ни ги дадоа, нормално ги има, ги запишавме на лист, гледаме годинава тоа што лани нешто недостасувало, годинава да го одобриме, не да го одобриме, него да го подобриме. Така да очекувам да победи најдобриот, фер борба помеѓу атлетичарите, помеѓу аматерите и после тоа сите да останат уште малку тука на стартно-целната рамнина, па се надевам дека и ќе има една добра журба. Михајло, благодарам за одвоеното време и за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Ќе ви посакаме успешно второ издание на трката на поезијата во Струга и сигурни сме дека токму на 22 мај Струга ќе биде локацијата која што ќе ги обедини сите љубители на атлетиката како од Македонија, така од регионот и од светот. Ви благодарам и вас на поканата. Ми представува особен чест ево што бев ваш гостин. Ви сакал во мое лично име и во име на цело Сдружение Спортски мостови да ве поканам и вас да бидете гости, да видите која е убавината во Струга баш на 22. Како што кажав, на сите учесници им посакувам добра забава, да си ги отварат своите најдобри времиња и да ги поканам стружани, охриѓани и сите македонци кои што живеат во нашата земја да бидат наши гости и заедно да уживаме во убавината на овај спортски настан. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Ние се гледаме во следна прилика.